Но сепак мислам по моје дека веќе треба да се уклучи алармот и да се посвети повеќе внимание на иселениците, видечи нашата инвестиција и нашето враќање е долготрајно, амбасадоре. Инвеститорите додека имаат интерес ќе седат во Македонија, значи тоа е привремено, додека наши иселениците и ние, односно ако се вратиме повеќето од што сне, бидете сигурни дека за секогаш Македонија ќе биде во добра состојба. Република Македонија, владата ги превзема сите активности и се разбира дека сите оние работи кои што придонесуваат кон унапредување и заштита на странските инвеститори, особено на македонските иселеници, го прави како дали во делот на интервенции на законската регулатива, дали во делот на олеснување на достапност на информации, дали во начинот на кој што се стекнуваат со одредени документи, со одредени дозволи, така натака. Така што мораме да бидеме свесни за тоа дека долг временски период скоро воопшто и не беше работено на оваа проблематика и дека нормално сега при имплементирањето се јавуваат поединечни проблеми кои што не би требало да ги генерализираме. Едноставно тие проблеми кои што се појавуваат треба да бидат патоказ како и на кој начин да се унапредат одредени процедури, да се усовршат одредени законски решенија и така. Затоа треба малку да се обрне внимание дека оваа се веќе баш резултати на ова сегашна владеачка гарнитура, например, на оваа влада, бидејќи првите 2 години, колку владе оваа влада 5-6 години, значи првите 2 години промоција, значи овие сега што заминаја пред 3 години, например, што се враќаат, тоа се резултат, значи испаѓа дека не е баш така и сјајно, но сепак Радио Илија Милбур го истражува ова, ги има сите докази, например, изјави и све случаи подетелно во наредниве недели, односно денови ќе го објави ова. Не е целта да се направи негативна, туку да се спаси подобро, да се спречи него да се лечи кај нас е правилото. Се надевам дека се ќе се биде во ред. Да одиме со наредното прашање. Дали сте задоволни од формите како македонската култура се презентира во Австралија? Со оглед на тоа што имаше реакции меѓу иселениците дека се прават намерни или ненамерни грешки, како со представувањето, например, со филмовите на филмскиот фестивал во Камбера или во Мелбурн, каде што се беа представени третокласни филмски остварувања и така. Значи, оно што сакам да го кажам дека оваа година, како никогаш досега, македонската заедница, македонските здруженија и асоциации организира голем број на манифестации со кои што ги одбележавме пред се 20 години независност на Република Македонија, меѓутоа и манифестации кои што за прв пат се случуваат овдека во Австралија и тоа поорганизирано од било кога. Нормално дека секогаш постои можност да тоа биде подобро, да биде поуспешно реализирано, но секој чекор треба да го охрабруваме и на секој чекор кој што оди во насока на вистинско промовирање на македонската култура, традиција и идентитет, треба да го поддржиме и треба да го охрабруваме да секоја наредна година тоа биде подобро и поуспешно организирано. Значи, јас сум 2 години и неколку месеци овдека во Австралија. Оно што го видов во последнава година, на вистина македонската заедница како никогаш досега во делот на промовирањето на македонската култура работи. Истовремено сме во постојана комуникација и со Министерството за култура, така што ги разгледуваме можностите да видим и за наредната година да оваа презентација и промовирање на македонската култура го подигнеме на повисоко ниво, со гостување на поголем број на македонски културно-уметнички друштва, учество на македонски театри, естрадни уметници и така натака, со кои што ќе пред австралиската јавност пред се ќе се покажеме и ќе промовираме македонската култура не само како дел од традицијата, туку како нешто современо што и сега во Република Македонија се случува, значи дека Република Македонија ги следи сите тековни и современи процеси, особено во делот на културата, и дека во себе си го носи посебното, во себе си ги носи оние традиционални обележја.
Знаеме дека оваа година беше и Симон Трпчевски во Мелбурн, гостуваше во Аделаид. Сега се предстои гостување на Битолскиот театар, на Прилепскиот театар овдека во Австралија во нареднава година. Очекуваме присуство на преку Министерството на култура, треба да присуствува овдека, да дојде господинот Зоран Џорлев, кој што ќе направи меѓу другото едно мало истражување и разговори со културно-уметничките друштва, да види што е тоа што е неопходно и потребно за да се направи една поорганизирана пристап од страна на Министерството за култура, да се направи една стратегија за помош и поддршка на културно-уметничките друштва овдека во Австралија, така што малце со една поголема организираност и координација се надевам дека во наредната година нивото, значи јас повторно ќе кажам, оваа година навистина во задоволително ниво ја презентиравме македонската култура, се надевам дека наредната година тоа ќе го направиме многу поуспешно.